далечната 1948 година, во летното јулско приквечерие на 4 јули, на левиот брег, во теснината меѓу реките Вардар и Пчиња, се родил добитникот на наградата за животно дело, Петар Георгиевски. Основно училиште Инженер Георгиевски завршил во основното училиште Кочо Рацин, а средно во училиштето за санитарни техничари Скопје. Образованието го продолжил на Нишкиот универзитет, факултет за заштита при работа. Претежно патувал со патнички воз со дрвени клупи, неретко со автобус на Пролетер Скопје и Ниш Експрес, а понекогаш со возило со негов колега. За тоа време раритет и луксус. Денес, на тој студентски живот, и Перица и неговите факултетски колеги, иако различни генерации, се сеќаваат со насмевка на лицето. За разлика од другите студенти кои редовно студираа, ние многу време трошевме и на работа, и на патувања надвор од Скопје, бидејќи јас завршив во Ниш, а колегата Перица исто заврши во Ниш, така да не имавме покрај учењето и патување. И работевме во фирмите, така да бевме многу оптеретени. Но ентузијазмот беше голем, сакаме да дадеме поголем допринос и тоа не ни беше тешко. Факултетот го одредува неговиот професионален живот. Цели 4 децении се занимавал исклучително со стручна работа во областа ЗНР, односно заштита при работа на работна и животна средина. Но пред да стане вистински професионалец е сопруг и родител. Со сопругата Анкица, која работниот век го поминала во Институтот за клиничка биохемија при Универзитетскиот клинички центар во Скопје, се скоро 45 години во успешен брак. Неговите 2 деца, ќерката Маја и синот Александар, денес се горди на се она што го постигна нивниот татко. Сопругата Ана, силна поддршка и денес, исто како и пред 45 години. Као сопруг можам да кажам дека се најубаво и као татко. Времето кое што го поминувал исклучиво за заштита, тоа што го сакал највеќе, и ден денеска, ние се знаеме од средно школу, меѓутоа после 3 години среќавање, судбината кога ќе рече да, тоа е заедно. Заштитата за него значи примерно во животот. Секогаш сум отстапувала и време за да може да се посвети на она што стварно го сака. Кој ден денеска е во него и ако е во пензија. Без оглед на се, денес децата и сопругата се горди на нивниот Перица, неговата истрајност и посветеност кон работата. Онака, како што на неговата посветеност и успех се горди и неговите претпоставени. Ние бевме сложена организација со 42 стоваришта, со погон за конфекционирање на лимови, со погон за хартија, преса за балирање. Така да со многу жаришта и точки кај што може да биде во центар на внимание заштита при работа. И ние тоа токму со него го изградивме кај нас, воведовме клима кај вработените да се прифати онаа што го предлагавме и постигавме невидени резултати благодарение со него. Таа негова ангажираност беше и плод да добиеме и огромна награда, огромно југословенско признание. Ние сме добитници на наградата Златно сонце, заедно со ОХИС своевремено. Ја примивме пред 4000 аудиториум во Белград таа награда и за мене представуваше посебно задоволство, а и за вработените на Југосуревина. За тоа каков колега бил, како поминувале работните часови, најдобро сведочи Димче Исјановски, директор на Централниот завод за заштита при работа, пожари и заштита на човекова околина Скопје. Правиме едно саветување, меѓународно саветување во Охрид, каде што нашиот колега Перо Георгиевски имаше реферат за отпадот во Југосиловина. Тоа негово излагање се чу низ Европа. Они го пренесоа во Европа, да знаете таа работа. И од Европа дојде кај него една референт некој тамо за заштита, сакаја да го префрлат да работи на европско ниво за отпадите во Македонија. Средбата на генерации, некогашни колеги и вистински пријатели, на која што им се придружи лидерот на новото време во заштитата, беше вистински мелем за очи. Приказни, анекдоти, сеќавања на луѓе кои што не се веќе меѓу нас, но оставиле трага. Онаква каква што Чичко Перица остави во здруженијето. Долг изведен пат
Статус на пензионер стекнувам со навршени 42 години, 8 месеца и 5 дена, од кои 40 исклучително во областа што ми е примерна. Со еден збор заштита на работна и животна средина. Милан Петковски, дипломиран инженер по заштита при работа, председателот кој што наследи вистинска организација, не го крие задоволството од вакво друштво, собир на професионализам, искуство, успеси и достигнувања. Секој пат кога човек се сеќава на своите почетоци, тоест како влегол во една професија, како загазил, би рекол, до шија во самата професија, како продолжил понатаму да делува, секојаш треба да се сети и треба да им одаде достојна почит на оние кои биле предвестници, или да го цитирам колегата Клопчевски кој не инфицира со вирусот на заштитата при работа. Пред да исклучиме камерата, да честитаме на наградата и да го поздравиме со аплауз. Генерациите од кои што учеа, на оние кои што допрва доаѓаат, еве што ќе им порачаат. Примерен елемент би било да не се плашат. Владата на Република Македонија, чија партија да е, да даде полна поддршка на ова друштво и на овие луѓе кои работат на заштита при работа толку. Ја би рекол дека во современите услови научно-технолошкиот процес е немилосреден. Тој гази се пред себе. И токму затоа ни треба луѓе кои што ќе се борат за животна средина, за заштита при работа, бидејќи од факторот човек нема поважна институција, нема поважен фактор во сите процеси, кај и да е. Заштитата во работните средини и во фирмите зависи најповеќе од факторот човек, односно човекот кој работи на заштита. И тоа нека им остане врежано во сеќавањата. Онака како што доајените работеа за Сдруженијето, сега нека работат нивните следбеници. За многу години.